Почитувани ученици, добро дојдовте на мојот наставен час по предметот македонски јазик. Јас сум наставничката Билјана. Денешна наставна содржина ни е усвојување на ракописните букви И и Е. Целите за денешниот час се ученикот да се способи да ја пишува големата и мала ракописна буква И, големата и мала ракописна буква Е, да се оспособува да чита зборови и текст. Почетно читање и пишување ни е програмското подрачје. Потребен материјал: учебник по македонски јазик, тетрадка за почетно пишување и училишен прибор. Игра. Едно од дечињата кажува збор на буквата И, другиот на буквата до него на буквата Е, третиот на И, четвртиот на Е и се така натека. Играта се игра додека не погреши некој ученик. Тука ни се дадени азбуките печатната кирилица и ракописната кирилица. Да ги увидиме, да ги воочиме разликите. Препознај и поврзи ја печатната со ракописната буква. Буквата И печатно и буквата И на ракописно. Буквата Е на печатно и буквата Е на ракописно. Ракописните букви се пишуваат лесно. Тие наликуваат на нивните другарки печатните букви. Учиме ракописна кирилица, буквата И. Внимаваме секогаш се пишува од згора па надолу, полукруг и надолу одиме повторно уште еден полукруг. Потоа одиме одгоре надолу како превртено бастунче. Малата буква И се запишува на ист начин, но само додаваме една црта со тоа што ја нарекуваме раче да се поврзе со низините другарки во збор. И како игло, И како игла. И како инка, И како игуана, И како ирвас, И како индијанец, игла, Иван. Забележуваме дека буквата И се наоѓа на почетокот на зборот, освен во зборот индијанец, каде што се наоѓа на почетокот и на средината на зборот. Буквата И печатна наспроти ракописна буква И. Помини со прстот по буквата неколку пати, во воздух, за да ти биде полесно пишувањето на буквата И. Пишување на буквата И. Во вашите тетрадки напишете 2 реда од новата изучена буква И, голема и мала. Потоа напишете 1 ред од зборот има. Внимавајте, помеѓу зборовите оставете простор. Потоа напишете 1 збор од зборот мима, по 1 ред од зборот мима. И на крај, третиот ред, зборот мија. Секогаш треба да внимавате. Помеѓу зборовите секогаш треба да оставате простор. Буквата Е. Помини со прстот по буквите неколку пати, во воздух. Буквата Е. Печатната и ракописната буква Е. Буквата Е на ракописно се пишува со 2 полукруга, од десно кон лево, горен и долен полукруг. Малата буква Е почнуваме да ја пишуваме. Едно кругче надолу влечеме со полукруг и го ставаме рачето. Рачето не смееме да го заборавиме. Секогаш рачињата помеѓу буквите треба да бидат споени. Читање и пишување. Во вашата тетрадка за почетно пишување напишете 2 реда од буквата Е. Потоа напишете реченицата Ема има хула-хоп. Читање и пишување. Мама и мима. Ема и мија. Ема има кукла. Мија има книга. А сега внимателно прочитајте ги пополека зборовите и потоа препишете ги во вашите тетрадки. Внимавајте, малите букви имаат другарчиња. Тие со рачињата секогаш се фатени. Домашна задача. Да се напише по 2 реда од новите букви.
Да се напишат зборови и 5 реченици со новите букви. Можете да користите и сликички за за буквите кои што не се изучени. Да се вежба читање. Довидување ученици, ви посакувам убав и пријатен ден.